Здраво на сите. Нешто по 18 часот, викенд, што значи време е за листа за 300. И денеска нашите надпреварувачи ќе се надпреваруваат во две лицитации кој ќе биде успешен. И по тоа ќе се соочат секако со темата од нашата листа да пробаат да освојат и парична награда. Знаете самите дека доколку резултатот е изедначен, пеналите ќе бидат одлучувачки фактор. Но сега да се вратиме нели на самиот старт, а тоа е представување на денешните надпреварувачки парови. Секако знаете и самите дека прво ги повикувам домаќините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Александра и Звонко. Повелете. Александра, здраво. Звонко, здраво. Здраво, живо. Како сте? Добре. Да. Супер. Расположени и денеска за игра. Расположени, да. Минатиот пат се нареди како што треба. Така, колку пари успеавте да ми земете? 100. 100 евра. За почеток, Така е. сосем солидно. Сосема, Тачно, така е. Тие Денеска имаме... председателите и владите. Ако ја ти кажав и тогаш дека среќен човек си што не замараш толку со тоа. Не, и не се замарам И готово. така треба да. И така да продолжиш и понатаму. Сигурно. Денеска сте во друга улога, почнувате како домаќини. Да, Дали сте да. подготвени да го носите товарот? Подготвени, да. Да. Сега. Кажавме кој ќе видиме, тоа што викаме стратегија ќе правиме. Да, тогаш ќе видите стратегија. Да. Па нема да ви го одзимам времето. Сега ќе одите во вашата, во домакинската кабина и секако ќе ги запознаеме и вашите противници за да почнеме да градиме стратегијата. Договорено? Ајде, Домакини, може. повелете во домакинската кабина. А сега, како што рековме пред малку, време е да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. А тоа се Антонио и Филип. Повелете. Антонио, здраво. Филип, здраво. Како сте, момци? Одлично, супер. Од година, од каде доаѓате, да ве прашам? Од Прилеп. Од Прилеп сте? Да, Студент од Прилеп. Од Така, Прилеп. од Прилеп. Че види. Трема, нешто таква работа? Не. Одлично. Тоа ме радува. Ајде да ве запознаеме на кратко. Антонио, кој си кажа од каде доаѓаш на кратко? Антонио од Прилеп, студент на факултетот Финки. Како е на Финки? Интересно. Одлично, интересно. Супер. Мене, ја мислам дека е многу интересен факултет. Имав во една ситуација да водам многу интересен надпревар таму, но затоа ќе збориме во друга прилика. Филип, Здраво, јас сум Филип од Прилеп, студирам на факултет за електротехника и информатски технологии, ФЕИТ или електро по наше. И е денеска да се пробаме. одлично. Многу ме радува. Чива беше идејата? Моја беше идејата, јас. Супер. Гледате редовно листа за 300? Јас гледам тој слайд. И јас не. Ти тековно сега ќе научиш што и како станува збор. Барем ти објасни зашто станува збор. Од прилика да, имам идеја. Добро ќе виде, нема гел. Не е ништо сложено, верувам дека ќе сватиш, но доколку нешто не е јасно, не го прашуваме него, прашаме мене, важи? Јасно. За работите да бидат појасни. А сега, Антонио и Филип, почнувате како предизвикувачи, многу ме интересира до каде ќе стигнете. Повелете во Инак. предизвикувачката кабина. Фала. Александра и Звонко, односно Антонио и Филип, се во нивните надпреварувачки кабини, што значи сега е време да ги провериме дали работат, односно функционираат како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домаќините. Антонио и Филип, дали се слушаме? Се слушаме, да. Знам дека можеби малку е топло во кабината, но ќе се навикнете, не мислете на тоа. Најакиот муабет, не мисли на тоа, како ќе ти кажа некој. Тоа е тоа. Заборавив да ве прашам да не сакате да поздравите некој, односно дали знае некој дека сте дојдени денеска во листа за 300 или допрва ќе изненадите? Па допрва ќе Че изненадувам. Да, супер. Ќе изненадите со поздрав или не? Па цел град да го поздравиме Прилеп. Така е, поздрав до цел Прилеп, еви од мене. А сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме кабината на вашите противници. Со среќа. Фала. Домаќини, дали се слушаме? Да. Да. Одлично. Немаме никакви пречки, така, се како што Сега треба. за се е одлично, се е добро, да. Супер. Ако имаме, како домакини, знаете, одма реагирате, ја ве слушам вас. И тоа е тоа. По ред. Домакини, дали може да почнеме? Може, да. Одлично. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Домакините дадоа зелено светло, па да започнеме. А започнуваме со првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови кои започнуваат со буквата Е.
Избараме зборови од 5 или 6 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата Е, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Зборовите може да бидат само во еднина, само во еден народ и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, компании, кратенки и слично. Александри Звонко, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Антонио и Филип, дали ни е јасна темата? Јасно. Јас уште еднаш ќе повторам она основното, дека внимавајте да бидат на 5 или 6 букви да почнуваат на Е. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнувате ковните предизвикувачи. Ке исклучиме сега кабината на домакините. Антонио и Филип, кога ќе имате понуда, повелете. Едно прашање, дали е ограничено со букви, број на букви? 5 и 6. 5 и 6? Да. Антонио и Филип, повелете. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. Нека одговараат. Да одговараат. Александри Звонко, Антони и Филип, следеше да ви дадат вас шанса да одговарате, додека тие се климатизираат. Вие ќе го отворите резултатот сега. Дали во ваша полза или нивна, останува да дознаеме во продолжение. Имаме 17 празни полиња. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Езеро. Езеро. Како убаво ни дошло. Сега верувам и на вас што сте во кабините. Ептен. Така е. Едрење. Едрење. Требаше да рипнеме темава. Барем овие зборови. Тешко ми паѓа. На топлово, искрено. Офледа. Така е точен одговор. Еднина. Еднина. Точно. Еснав. Еснав. Така е. Екстра. Екстра. Точен одговор. Емират. Емират. Така е. Не знам тоа дали е деликтно. А јерба, што? Седи. Ешалон. Ешалон. Така е. Етапа. Етапа. Точно. Епоха. Епоха. Не го кажам. Не. Ја то погледнав, не. Така е. Епитаф. Епитаф. Точно. Веќе 10 имаме точни одговори. Уште 7. Екран. Екран. Така е. Евнух. Евнух. Така е. Еским. Еским. Александра и Звонко. Многу ми е жал, но еским, односно ескими се нели народ кој што живее на северниот пол, каде беше таму, Сибир, кој да се фаќаат, појма немам, да не се правам паметен, да не утнам работата, па да ми се смеат, и однака има доволно материјал за да ми се смеете. И за жал првиот поен
Дали сакавте да им го подарите на вашите противници за да ги окуражите понатаму? Хајде. Да одговараат Ќе они, ќе видиме, не знам што беше Сега планот. така изгледа. Но во секој случај вас ви е добро познато дека ништо не завршува тука, дека допрва започнав, имам уште една лицитација, дека резултатот може за момент да се промени, затоа останете фокусирани, сконцентрирани за следната игра. Антонио и Филип, честитки за првиот освоен поен во листа за 300, но како што и им реков, немојте премногу да се опуштате, затоа што имаме уште една лицитација и можат работите да се променат. Секако и едните и другите, доколку е изедначен резултатот, ќе имате шанса сето тоа да го поправите преку пеналите. Но да одиме со ред. Прво да ги прочитам оние зборчиња кои што може да ги кажат нашите надпреварувачи, но ете, не успеа, па потоа продолжуваме и со второто надавање. Зборови кои започнуваат со буквата Е и се од точно 5 или 6 букви. Ебола, ебонит, ефтино, екзил, потоа егоист, едикт, единец, еднаш, едноок, кажавме езеро добро, екипа, еклер, елече, елиса, емисар. Чекам, интересира, сакам да видам. Еснав го реговме, го барам специјално за Звонко. Ербаб, тука и Ербаб, Ерген, Еретик, Ермик и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, односно втората лицитација. А темата за истата гласи. Најголеми градови во Европа. Извор – преглед на светска популација. Бараме имиња на градови од европските држави кои имаат повеќе од 300.000 жители, без обзир дали се главни или не. Тоа значи дека во некои држави има и повеќе такви големи градови. Секако можете да ги кажете и нив. Сега, како да ви кажам, знаете кои земји припаѓаат на Европа, некои има што и дел се во Азија, но знаеме дека се водат како европски држави. Доколку дојдеме до таква некоја ситуација, ќе ја решиме тековно. Не се секирајте. Дали не е јасна темата, Звонко и Александра? Да. Антонио и Филип, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Моментално во таква ситуација се наоѓаат Александра и Звонко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Антонио и Филип. Александра и Звонко, кога ќе имате понуда, кажете. 3. Започнуваме со 3. 5, 5, 8. 8, 10, 10, 12. 12, 14, 14, 15. 15, 16, 16, 18. 18, 19, 19. 20. 2. Заокружуваме на 20. 21, 21. Размислувајте, има доста, значи не е, како што реков, не само главни градови, не се... Јасно, јасно. Значи Да. градови со Откажам тој дали има 300.000 или нема. Па, во принцип... 24. Како да кажеме така? Како големи градови, не? Поголемите. Да. Како рековме, 24. 24. 24. 25, 25. 26. Едно повеќе, 26. 27, 27. 30, ај нека биде наравно. 30. 31, 31. 32. 32. 33, 33. 34. 34. 35, 35. Нека одговара. Да одговарат? Да. Ајде да видиме, Александра пресече сега. Звонко се занесе во надавање. Ќе видиме кој беше во право, сега ќе дознаеме. Во секој случај, Антонио и Филип, се надевам се аклиматизиравте и дека сте спремни да одговарате. Баравме најголеми градови во Европа, односно не оние главни што се, туку сите оние кои што имаат повеќе од 300.000 жители, односно што се поголеми. Имате тука 35 празни полиња, што значи ни треба 35 најголеми градови во Европа. Кога ќе бидете подготвени, започнеме. Скопје, Започнуваме со нашиот главен град Скопје. Колку бевме на последната, не знам, попис, околу 600 и нешто, 700, така. Да, тоа е тоа. Точен одговор. Атина,
Атина. Така е. Солун. Солун. Така е. Тирана. Тирана. Точно. Белград. Белград. И Белград, точен одговор. Нови Сад. Нови Сад. Ајде да видиме Нови Сад. Добро е. Околу 300.000, 300.000. Точен одговор, добро. Се извадивте. Загреб. Загреб. Така е. Будимпешта. Будимпешта. И Будимпешта е точен одговор. Софија. Софија. Така е. Може и од Турција градови, така? Да. Истанбул. Истанбул. Знаеме дека геополитички припаѓа на Европа, иако дел е во Азија, исти случајот и со Русија, така е точен одговор. Анкара. Анкара. Анкара, 11 точен одговор. Анкара. Москва. Москва. Така е. Киев. Киев. Така е. Осло. Осло. Така е. Стокхолм. Стокхолм. Точен одговор. Мадрид. Мадрид. Точно. Барселона. Барселона. Така е. Лисабон. Лисабон. Така е. Париз. Париз. Точен одговор. Рим. Рим. Точно. Минхен. Минхен. Точен одговор. Берлин. Берлин. Така е. Берн. 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 Точен одговор. Лондон. Лондон. Така е. Манчестер. Манчестер. Точно. Прага. Прага. Така е. Варшава. Варшава. Така е. Копенхаген. Копенхаген. Така е. Амстердам. Амстердам. Точен одговор. Уште колку имаме? Уште 6. Добро. Даблин. Кажи. Даблин. Даблин. Точен одговор. Франкфурт. Франкфурт. Така е. Франкфурт. Точен Сараево. одговор. Сараево. Така е. Виена, кажа на ние? Не. Може Виена. Сараево е точен одговор. Виена.
Да, Виена. Виена, точен одговор, уште две. Милано. Милано. Така е. Хамбург. Хамбург. И Хамбург, 35-ти точен одговор за Антонио и Филип. Сепак пресудно беше она прва, не беше пресудно, си изработевте супер и втората лицитација одговарањето. Секоја чест за тоа, буквално истрчавте низ градовите, не може никој за ништо да ви замери. Честитки за победата, Антонио и Филип, за кратко ќе ве повикам да ми се придружите тука на главната сцена и да видиме дали колку пари ќе ми земете. Но пред да го направиме тоа, да се поздравам со Александри Звонко. Криво ми е што се простуваме тука, искрено, многу ја сакам вашата енергија. И двајцата весели секогаш расположени. Ке ми фалите во студиото, но гледајте на добрата страна, кај да е завршува оваа сезона, започнуваме со новата сезона и ве чекам веднаш да ми се пријавите и да дојдете, доека е све свежо и тазе. Таму некаде септември, октомври повторно да се дружиме. Важи. Александри и Звонко, фала ви на другарувањето. Со здравје да си трошите земените пари, останете ми во добро здравје и се гледаме наредна сезона. Фала, исто. А сега, пред да ги повикам Антони и Филип да ми се придружат тука на главната сцена, да прочитам уште дел од оние најголеми градови во Европа. Ги имаме Антверпен, потоа Билбао, Бон, Бохум, Братислава, не знам дали ја кажавме, потоа Брно, Дизелдорф, Дуисбург, Измир, Калининград, Марсеј, Санкт Петерсбург, Хелсинки, Дженова и идеме градови во Русија, таму има доста вака големи градови, Волгоград, Днипро, Донецк, Екатеринбург, Нижни Новогород и пред да си искрчам јазик и да се изморам на сам почеток, тука застанувам. Како што реков, Антонио и Филип ќе ми се придружат сега тука на главната сцена и ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Дали и колкава ќе биде паричната награда, доколку ја освојат, останува да видиме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Антонио и Филип ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Но првично, дека се прв пат во листа за 300 и одма стигна до тука честитки, да се подсетиме како стојат, односно да се запознаеме како стојат работите со нашата листа. Таа не е составена од 15 празни полиња, а ако сакаме да освоиме онаа максимална парична награда, треба сите 15 да ги исполниме со точни одговори. Во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 ви следуваат 300 евра. Но внимавајте, Антонио тоа го знае, на секоја од овие кај што кажав 3, 6, 9, 12, ќе ве прашам дали продолжувате понатаму. Ако продолжите и погрешите, ги губите парите кои што сте ги заработиле до сега. Затоа ќе се договарате меѓусебно, што ќе правите, како ќе правите, ќе го решиме проблемот. А сега, дали сте подготвени за темата? Да. Пратиме ли спорт? Пратим. Добро, ајде да видиме се овој спорт дали го пратиме. Зависи кој спорт. Сега те кажам. И ја многу обично прашам, ама нема везе. Станува збор за многу интересен спорт. Ја верам дека голем дел од Олимпијадата која што ја чекаме, па за да видиме што ќе се случи во овој спорт. Но да не должам, ајде, слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема атлетичари во тркачки дисциплини со златен олимписки медал. Бараме најмалку презимиња на атлетичари кои во машка конкуренција освоиле најмалку еден златен олимписки медал на било кои олимписки игри во тркачките дисциплини, односно во трките од 100 па до 800 метри, вклучително и оние со пречки. Значи во трките на 100 метри, 200, 400 и 800, како и оние на 110 и 400 метри со пречки. Антонио Филип, дали ни е јасна темата? Јасно. Да. Колку пратиме атлетика сега е да прашам? Супер прашање. Во последно слабо пред. Ајде ќе пробаме барем заедно нешто да направиме. Дали Усейн Болт. Усейн Болт, така тој истовремено и светски рекордер на стои на 200 метри. Беше, не знам некој дали на 100 метри го не знам, го струши, не е важно. Усейн Болт
прв точен одговор. Кој мислиш како? Кај презимето, не од прилика, па ќе ти кажам дали сте близко, далеко. Пау, Сега брзо е последно се надпреваруваше. Има освоено. Пауел, не беше Пауел. Ајде да мислиме. Има неколку... Ја ќе ви кажев од постарите, ама вие сте доста помлади. Нормално ја постарите да ги знам. За жал. Да. Пислете. Има, не знам како да ви ги... асоцирам. Тоа е нетрагичното сега. Можем да ви кажам... Таму 90 години. Не. Атлетичари. Машки? Машки. Да. Машки. Има еден меѓу нив кој што порано бил и фудбалер. И така натаму. Типо фудбалер. Да. Ама Кој е брз? После. Американци ми такме. Сега на последнава надпреваруваш. Мислам дека ја освои. 100 метри. Да. Малце заглавивме на тема, да не ве лажам. И мене нека вака да ме прашаше, со 3-4 одговори ќе завршев, нешто повеќе од вас и тоа благодарение на минатото што гледав. Мислам што имаше звучни имиња од детството кои што ми остана врежани у главата. Искрено. Не е толку лесна темата како што мислиме, освен ако не одговарам мајка ми на истата. Прати атлетика многу повеќе од мене и стварно знае жената. За крстозбори, за квизови и така натаму. Поздрав. Нешто? Освен Болт. Ете, тој остана врежан кај вас од младоста. Најдобар зад. Да. Нема, за жал, не ни текна, не знам ни јас како да ви асоцирам, тоа е проблемот за да стигнеме до некој одговор. Океј, да бараме повеќе среќа во следното издание на листа за 300. Ќе имате тога сега нови предизвикувачи што ќе треба да ги елиминирате, но веќе не се сумневам во вас. Знам дека оваа тема не е лесна за помлада генерација. Знам дека постарите генерации повеќе пратат атлетика. Едноставно седнуваме пред телевизор, имаме таа навика, нели, и се гледа Олимпијада и таквите работи. Ќе ви дојде на вас со годините. Не се секирајте. Не ви се верува дека јас тие работи се почнав да ги правам, а порано им се смеев на моите. Антонио и Филип, супер надпреварувачи бете, не дозволувајте ова да ве обесхрабри. Обезбедите учество и во следното издание на листа за 300, тогаш ќе ја барам и шансата да освоиме убава парична награда, за да не се исплати нели доаѓањето, но тоа не ме спречува да ви честитам за одличната партија денеска. Сепак ги надмудривте, ги надитривте вашите противници, потоа покажавте супер знаење во втората лицитација. За жал, оваа тема не ни легне и тоа на ваш парите што ги носи, но тоа е што е. Се надевам дека ви имавте дома некој одговор плюс, драги гледачи, но како и да е, дојдовме до крајот. Чекај, ја ќе заборев да ви кажам оние што барем мене од детството ми остана. Тука имаме сега, вака, ќе започнам од Ален Джонсон. Пота Боб Хейс, тој бил и фудбалер порано. Пак го имаме Давид Рудиша, Едвин Мозес, Карл Луис, на него мислев од времето, тој ми остана од детството, Кевин Јанг, Ли Еванс, Линфорд Кристи, Майкл Джонсон исто така, Ноа Лайлс, он е актуелен моментално на 100 метри, Пиетро Менеа, Джастин Гетлинг, Джеси Овенс, Џон Аки Буа и така натаму. Верам дека сега би дојда, нели, да, ги знаете некои така. Тоа е тоа. Знаев, ама тоа е да. Кога треба ева сега да текнат, знаев дека кога ќе почнам да ги читам, дека и вас ќе ви текнат, но како што реков, ќе бараме шансата во следното наше издание. А драги гледачи, тука доаѓаме и до самиот крај на денешното издание на Листа за 300. Вие останете и понатаму со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното наше издание и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.